Продолжуваме со Македонија наутро. Во Театарот за деца и младинци денеска премиерно ќе биде изведена представата Златокоса, топла и емотивна приказна. На овој настан беше колегата Мартин Николовски. Представата Златокоса, која отвора темата на детството на еден искрен и препознатлив начин, преку приказна што не само зборува само за едно дете, туку и за односите што ги градиме со децата и начинот на кој што комуницираме со нив. Идејата беше да се направи една приказна за едно невоспитано дете, не по своја вина, секако, за едно дете кое што расте во една многу нервозна и многу напната атмосфера во која што родителите, атмосфера во која постојано се караат и се навредуваат меѓу себе, да направиме нешто, представа, да видиме, да го испитаме всушност прашањето што треба да се случи во животов за едно такво невоспитано девојче да се превоспита. И кога тргнавме во процесов, мислев дека дека вистинско чудо треба да се случи за едно невоспитано девојче да се превоспита. Но како што работевме, заклучив дека всушност одговорот е обратен, дека многу малку фали едно невоспитано девојче да се превоспита. Представата во исто време, поделени се така сцените, зборува кон родителите, директно се обраќа и секако и кон децата. Многу е специфична, еклектична, има разнородни елементи кои што се многу убаво поврзани благодарение на нашата добра соработка. Драго ми е што целата екипа и актерите со една леснотија го прифатија материјалот и со една леснотија го надградија, го заживеа на сцена, многу дух внесува. Излева други идеи во процесот на предлог на Драган развијат актерите и други секвенции кои што всушност ја менуваат класичниот драмски приказ театарски, што ја прави представата уште поигрива, уште поинтересна. Беше огромно задоволство, мене ми е ова втора куклена представа, прва главна улога, тоа што ми е втора куклена представа ми го смени односот и кон куклените представи воедно, зашто ми е прво убаво искуство во куклена представа, искуство во кое што не сум се чувствувала како аутсайдер, бидејќи јас немам формално образование од куклениот театар. И да ми беше задоволство што можев да се вратам, да речеме на таа театарска форма и да откриам дека не е баш вистински, дека не ми припаѓа, дека не припаѓам во целост. Бев многу возбуден дека ќе работам оваа представа, бидејќи на еден конкретен начин се гледа како ние можеме да им го отрнеме вниманието на децата со оние, да речем, стари форми на забава, како што се кукли, како што се одење во парк, како што е посветување внимание, еден quality family time, читање пред спиење, некои важни елементи што некако поради ова брзо време и поради се што се случува околу нас, нели, родителите нема доволно можност да им го пружат тоа на децата. И што е тажно, и тоа резултира со сите овие булинзи, со сите овие не знаеме, едноставно децата не знаат како да го искажат гневот што немаат доволно внимание, да го искажат желбата за внимание и желбата за тоа да бидат слушнати,